Испратените пораки од страна на премиерот Христијан Мицкоски од вчерашната роденденска прослава на неговата партија во Струмица се конзистентни со неговата политика која гледаме во континуитет, велат нашите соговорници. Премиерот од говорницата порача дека местото на Македонија и е во Брисел, како полноправна членка на Европската Унија, но дека тоа нема да се прави на штета на идентитетот. Тој оцени дека евроинтегративниот процес ќе биде долг и тежок, повикувајќи ги граѓаните да се подготват за борба за исправување на предавството, што според него го направила претходната власт. Една политика која ще е константна, уште пред избори, да се повторува во изминативе 2 години, е потврдена и на овој вчерашен настан. И дека тоа само значи дека државата останува посветена на европските интеграции, на членството во Унијата, меѓутоа, за разлика од некоја мината пракса, кога се имаше обиди за остварување на овие цели на сметка на определени стравови кои што се важни за македонскиот народ поврзани со идентитетот, сега се гледаме по инаква реалност. Владата прави се за да ги отвори поглавијата на Европската Унија, но за возврат бара и гаранции дека нема да биде уценувана и тоа е во согласно со предизборната реторика на Мицкоски. Ова е во склоп на предизборното ветување на премиерот Христијан Мицкоски, дека ги прави сите можни напори за да ги отвори поглавијата и да стане полноправна членка на Европската Унија, но прво сака да ги има сите можни гаранции дека нема да има повеќе условувања. Од Струмица Мицкоски потврди дека наскоро ќе следува реконструкција на владата, но и разрешување на сите оние владени функционери кои не ја оправдале довербата. Изборните ветувања се оние теми за кои ВМРО-ДПМН и владата во целина добила легитимитет на изборите. Тие изборни ветувања треба да ги реализираат определени кадри, определени луѓе кои што добиле доверба да се справат, да ги реализираат, да постапат по тие ветувања. 2 години по завршувањето на парламентарните избори, можеме да кажеме дека представува еден добар период во кој што може да се направи пресек, да се направи анализа, да се направи пресметка. Во обраќањето премиерот упати порака и до европските лидери, барајќи гаранции дека повеќе нема да има нови билатерални условувања на земјата.